Денешниот разговор е посветен на една позитивна личност, голем креативец, чија енергија едноставно ја исполнува секоја просторија и ја чини поведра и посветла. Добре дојде за Надица Гошева, за која што спомнав дека е креативец, но е и вистински камелеон, кој што може да се преобразува во различни улоги, да менува професии, секаде да биде сјајна звезда, која што вреди да се спомне и вреди да се погледне. Здраво, Надица. Здраво, Сузана. Значи, вака би те слушала со сати, зашто сум навикната да јас најавувам. Навистина ми е драго што вака ме најави. Ти благодарам многу за поканата, со задоволство ја прифатив. Еве ги поздравам сите гледачи на Виз телевизија. Посакувам исто така да се дружат со нас пријатно, како што и ние сега се чувствуваме. Надице, одамна разговаравме со колегите дека треба да те поканиме и да позборуваме со тебе, затоа што сметаме дека има нешто во тебе што граѓаните го немаат видено. Те гледаат како изведувач, те слушале како радиоводител, те гледале и во други твои животни улоги, меѓутоа сметам дека малку сме имале можност да слушнеме нешто повеќе за Надица Гошева како човек. Како некој што постојано има потреба да направи нешто ново, нешто убаво, затоа што гледам дека се снаоѓаш во многу различни професии. И тоа за неколку години направи навистина пресврат. Верувам дека направи пресврат во својот живот и во она што како јавна сцена се случува тука. Ти како чувствуваш? Значи, пред се, јас самата не знаев дека човек може толку многу да поседува квалитети, вредности и сама не знаев. Значи, Надица како човек е мајка на две ќерки прекрасни, сопруга исто така, но не ужива во досада. Надица не може да биде монотона личност. Надица сака дружба, сака креации, сака веселби, сака седенки, сака насмеани лица и тоа е тоа. Се случува многу работи, посебно некој преокрет, да кажеме, се случи за време на короната. Да. Но и пред тоа, навистина пронајдов некои работи кои што никош не би ми паднале на ум дека можам јас да ги работам. Например, во врска со тоа што денес го работам сега, дека сум изведувач. Во короната се најдов и како текстописец. Така. Што никош не би ми паднало исто на памет. Дома си пишав нешто, ама тоа онака. Кои се моментите во кои што сваќаш дека сакаш да се обидеш да направиш нешто ново и нешто поинакво од она што се случувало? Кога прв пат се слушнавме ние двете, тоа беше пред еден твој настап. Мислам дека беше во еден локал и рече имам желба да направам еден настап во живо, да рецитирам. И ние со колегите рековме дека е тоа многу оригинална идеја. Го си ја споделив и со тебе. Меѓутоа, како ти дојде до таа идеја? И пред се храброст, затоа што верувам дека колку и да сакаш да пренесеш нешто убаво, сепак ти треба и доза на храброст за да им го покажеш на другите и тоа да биде навистина прифатено, а беше прифатено. Да, многу. И тоа се изненади дека прифатено, затоа што многу убаво прашање постави всушност. Значи, тоа се случи некаде 2019 година, кога јас, нели зборуваме за како дојде до тој момент. Онака. Значи, мислам дека секоја идеја, ние мислиме дека доаѓа онака, ама не е. Тлеела некаде внатре. Сега сватив дека секој човек е предодреден за нешто да работи и дека секој му е дадена некоја мисија, нешто или нешто, некоја реткост да го бележи како негов печат, например. 2019 вака 7 знаев некој, например, Шербеџија, што ја кажува Инес, знаев некој Мика Антич текстови, македонски исто така, Коста Рацин, Никола Вапцаров, многу бави, на памет овака ги знаев дека обожавам да читам.
обожавам го и твоето студио, зашто е полно книги. Но многу е поразлично кога тоа живее тој збор во самата личност и кога знае да го изведе, кога има дар од Бога, евете. И значи ми се тоа случи вака. Седев, одеднаш ми дојде идејата, а тоа да го правам? Му се обратив на еден мој многу драг пријател, кој што секогаш ќе го носам во срцето, голем Бојан, Илија се вика. Значи му кажав вака и вака ми дојде идеја тоа. И тој ми вели, па тоа го има на Скадарлија во Белград. И му велам, аз никогаш не сум била во Скадарлија. Што значи дека тоа баш како дар, знаеш која идеја? Балтазар некој. Да. И вели, добро, спремај се, ќе почнеме. Ќе те викам така. И почнавме, многу им благодарам на соработката што имаме со акустична група. Значи Magic Acoustic или Acoustic Легенди. Тоа се моите многу драги пријатели. Мите Шипе-Стоилков, кој што прати на армоника, Ефтим Никовски, одличен вокал и гитарист. Тука се Љубе Паунов. Значи се зависи од тоа каква е веселбата, каков е ивентот, настанот. Значи тој прати на саксофон, кларинет. Имаме соработка со многу други од кои што навистина сум задоволна дека бендот го прифати тоа како убава идеја и како новост во сето тоа. Дека нешто тоа ветува. И навистина кога прв пат се појавивме, малку чудно го прифатија тоа луѓето. Треба храброст, навистина. Значи, затоа што ти сигурно си видела некоја експресија на нивните лица, но сепак не си се откажала. Не. Си се обидела да ја наметнеш својата енергија и својата изведба и да ги убедиш дека е ова што им треба, додека се таму и уживаат во својата вечер. Мислам дека тоа луѓето го познаваат. Тоа луѓето го познаваат секој затоа што народот не можеш да го лажеш. И нивните емоции не можеш. Не можеш, можеш само не да им го наметнеш, него да им го пренесеш. Ако се наметнува, не е вкусно. Сметаш дека тоа што си била искрена и што вистински си уживала во својот луѓето чувствуваат ако не е вистинско. Но ако е вистинско, тие ти веруваат. И тоа долепува до нив. Значи, многу е мокно, еве, имаме многу, например, изведби, поезии, рецитали, како што во Хрватска тоа го прави Шербеџија, во Србија Иван Босилчич, така, еве, Господ ја надахна Надица Гошева да го прави тоа во Македонија. Так. Например, има многу пишани зборови кои што можат да се пренесат како и да се долепат песни до нив. Тоа толку мокно, например, за мајката. Кога ќе го кажеме од Јесенин писмо за мајката и кога ќе се долепе до него дали чекаш стара мајчице, писмо од синот далечен, од Гоце Арнаудов, тоа е толку мокно. Значи, исто така во музиката, јас најдов многу работи кои што не ги знаев порано, многу читав. Значи, ја читав и како настанал на леј познатата македонска љубовна песна. Дека тоа навистина е патриотска, меѓутоа е љубовна песна. И зборовите кои што мадам Мадлен, кај што се собирале тие револуционерите, кои што ги упатува до познат македонски револуционер, тоа кога се кажува за време измеѓу форшпилот, кога се пее песната, е навистина едно големо богатство. Дека таа принесува зошто ти не ме сакаш мене? Зошто отрча кон неа? Зошто нејзината преградка е потопла од мојата? Кажи ми, која е Македонија? Што е Македонија? И кога ќе се залепат песните и ние сме деца на Македонија, тоа толку многу убаво, толку плени. И дава поинаков тек на веселбата, многу, на вечерта, без разлика за каков настан. Многу голема свежина внесува, новитет кој што луѓето го прифаќаат. Еве веќе неколку години убаво го прифаќаат. Ти треба ли многу време за да го осмислиш концептот за одреден настап? Затоа што верувам дека штом толку енергија вложуваш во сето тоа, да ги најдеш и поезијата, и песните кои што може да се слеат една со друга, дека всушност ова е работа пред настапите, така, кое што
Така. Предпоставувам дека одзема и време, и енергија, и соработка со тимот, со бендот. Значи, за бендот немам зборови. Тоа се прекрасни професионалци кои што долги години го работат тоа со музиката. Толку лесно го прифатија тоа што јас го можам, го нудам, толку лесно се лепат идеите околу сето тоа, зашто имат многу богат фонд на песни. Енциклопедија за музика. Значи, за секоја напишана поема, секојаш се налепува песна, затоа што музиката е долги години, песните исто така. Многу ми е драго што конечно внесовме и нешто културно во сето тоа, нешто ново, за да можат веридбите да се паметат по нешто друго, освен по тоа. Значи, многу е различно кога Драган Таневски ќе го кажеш барем еднаш во животот на некоја веридба. Барем еднаш во животот прослави за синот или за ќерката. Најважното од сето тоа е кога ќе видиш насмеани лица. И знаеш дека тоа е тоа. Си ја погодила целта. Да. Си ја постигнала. Ме интересираше кога рече дека знаеш претходно пред емисијата зборувавме дека текстовите ги знаеш напамет и тоа не е едноставно да се научат толку многу текстови, да се изведуваат со голема самодоверба, да им се пренесуваат, да се соживее публиката со нив. Колку време читаш? Кој е твојот принцип на учење за да може целото тоа знаење да биде така сталожено и да можеш да ги вадиш по потреба, онака како што ти наидува, налага одредена ситуација? Пред се многу им благодарам на моето семејство. Значи, ако не се тие морат да ти дадат да те сватат прво што работиш, да те поддржат, плюс тоа, ако те поддржат е многу добро, мене ме поддржуваат, зашто знаат дека моите идеи се гениални и луди и дека ми треба малку простор за сето тоа. Значи, кога учам, секојаш треба да има мир. Меѓутоа, што е нормално. Меѓутоа, тоа се случува понекогаш и кога готвам. Можам да го снимам тоа. Можам кога нешто расчистувам из дома. Значи, за човек кој што сака нешто, нема начин да го сопре. Ако сака, тоа си е како вода. Тече. Е многу убаво. Навечер пред да легнам, секојаш читам. Убаво, ме исполнува. Велиш дека веќе ова трае неколку години. И дека се создаваат нови конекции, се нудат нови соработки. Има ли нешто интересно што е вредно да се спомене и како ново што би се случувало? Нека покана можеби надвор од Струмица? Засега има. Може би посета кај нашите иселеници. Има покани, што ни е многу драго на мене и на бендот. Меѓутоа, не би сакала сега да откривам, затоа што верувам дека ќе имаме уште една следна средба, кај што ќе ти откријам и многу други работи, освен покани. Значи, имате идеи на кои што работите? Идејата е таа која што мене ме прави жива, искрено. Така. Обожавам идеи. Тогаш сум жива, сакам ги и знам дека ако Бог ми надахне идеја, дека секојаш ми отвара пат да го остварам тоа. И така си течат работите. Ти се случило ли некој да побара идеја од тебе за своја реализација, со оглед дека овој концепт на настапи е поинаков од оној на кој што досега сме навикнати во нашите локали, во јавниот живот, па не знам, некој млад човек кој што се инспирирал и кој што се обидува да направи нешто слично? Мене, знаеш што ми е многу интересно, Сузан? Кога мене ми ги крадат идеите. Тоа веќе ми е многу интересно. Зашто многу ми е, веќе се смеам, интересно. Сватив дека многу е важно да си прв. Кога си прв, сите патишта се отворени и тогаш си оригинал. Копиите не се толку важни. Не сум копирала никого, ниту ќе копирам. Копиите не успеваат. Успева оригиналот. Луѓето тоа го познаваат. Се уште нема никој доблес да ме праша околу тоа како го работиш тоа. Може би затоа што нема други луѓе кои што го работат. Може би затоа што никој не се осмелува. Ама ако некој сака да го работи, да им пренесам сите дека не е страшно, дека е многу убаво,
дека е полно со ведрина, со емоции, дека можат да се остварат секако ако тоа име сонот. И тоа. Дали кога сте на некој настап, имате однапред подготвена програма или се чувствувате кога е твојот момент, рече дека понекогаш знаеш и да запееш, Да. и или со поглед се разбирате со бендот. Си правите ли понекогаш, еве, во овој момент убаво е да бидам јас или да настапам, или едноставно оставате спонтаноста да си го направи своето? Значи, во многу случаи знаеме да договориме што и како зависи од ивентот што го имаат луѓето. Например, кога има вередба. Така. Например, убаво се почне со зборче поезија околу љубовта, па да се залепи песната Наздрави за љубов. Тоа е многу убава песна. Секако не може да ја почнеме со што ноќта помине, дека ќе се разделат срцата, нели? Секако тоа си има поврзано с некоја. Убаво е, има многу песни за кога се раѓаат девојчиња, кога се раѓаат деца. Сега во главата ми се врташе песната. Значи сепак имате некој концепт до кој што се држите и кој што може да се модифицира. Значи може да се модифицира, меѓутоа никогаш нема дефицит. Никогаш. Секогаш сме тука, се присутни со се. Секогаш спремни, а многу често знаеме да се погледнеме и да знаеме што следува. Зашто има тематики за татковината, за родното парче, грудка земја, за мајка, за татко. Важно и сватив, колку време го работам тоа, дека најмногу човек го мотивира љубовта и најмногу жали за младост. Тоа го разбрав до сега, дека кога луѓето дозволуваат емоцијата да влезе во нив, тогаш гледаш на нивните лица дека тоа е тоа. Да. И дека навистина љубовта е таа која што го движи светот. А исто така и тагата за младоста е многу. Гледам дека е многу тажна. Зашто сакам да го уживаме секој момент и секогаш да сме млади. Гледам колку инспирација црпиш од тоа да се направи светот поубав, да биде мигот многу повесел од што е, но колку тебе те исцрпува? Колку трошеш од себе на секој еден настап, обидувајќи се, верувам, како што велат старите, од петни жили, да измамиш насмевки, среќа да извлечеш од срцата на луѓето? Изморува. Изморува, искрено. Изморува, затоа што, освен тоа што е гласовно, освен тоа што пеам исто така. Значи, и интелектуално многу се напрегаш? Се напрегаш интелектуално. Мораш да паметиш. Мораш да следиш ситуацијата која што. Мора да ги пратиш луѓето на што реагираат. Освен тоа имам инструмент шеќер во мене. Значи тоа го тропам исто така. Тоа е ритам. Инструментче. Многу убав инструмент кој што го видов низ другите држави кај нас го нема. Значи не е актуелно толку, а многу е убаво. Троши, ама толку малку време ми треба за тоа да го... Да се регенерираш потоа? Да, многу малку. Многу. Например, не се случувало во еден ден, ако сме дента на некој настан, пример, регистрација, веридба или нешто имаат луѓето, да вечерта, тоа го завршуваме 5-6, и накнадно имаме, значи, повик во луѓето кои што решиле да имат нешто вечерва, еве ќе имаме нешто изненадно се случи, побара рака, другар на другарка или нешто вака, дојдете. Може. Може. Мислам дека желбата е таа која што човек го прави жив и му дава енергија. Мислам дека е тоа. И добра соработка со околината. Така, добрата соработка секогаш мотивира плюс да можеш да го издржиш колку и да е напорен периодот или настанот. Велиш, никогаш не помислов дека ќе пишувам, а се најде среде пандемија и со куп листови хартија околу себе и се изнедрија повеќе песни, кои што во моментов знам дека има неколку кои што се композиции веќе завршени, отпеани на фолк фестивалите. Како се најде
во тој вртлок на музиката, на текстовите, затоа што пак веројатно потребна е некоја нишка, некоја спојка која што ќе те врзе со вистинските луѓе. Так. Затоа што може да ги имате текстовите, но тие да стојат. Како се случи тие да бидат отпеани? Јас се уште имам текстови кои што стојат. Мислам дека секој текст си го чека својот ред и својот изведувач. Така е моето мислење, не знам. Значи, тоа се случи за време на короната. Зашто јас сум жарче и не можам да седам мирна. Кога човек малку ќе поработи на себе, кога ќе дозволи некој момент да свати што може да излезе од него, тогаш ќе разбере што всушност може. Лист хартија, музика, зашто музиката е исто така во мојата душа. И првата песна ја напишав на Мишко Крстевски. Ех да си до мене се вика, многу убава весела песна, кој што тој ми поверува веднаш. Тој го препозна тоа и ми поверува веднаш, го прифати текстот. Требаше да биде отпеан на Фолкфест Роса, заедно со песната од Стојне Николова, Новата јас. Прекрасна балада на Стојне Николова. Да, ќе ги слушнеме на крајот од разговорот. Да, супер. Значи, меѓутоа на Мишко не се изведе затоа што ситуацијата со короната стана подрастична, да, алармантна и остана како запис, видеозапис на YouTube. И има песната. Не ја отпеа, меѓутоа ја изведе. И во етер оди таа песна. Потоа дојде третата на Сашко, Биди ми љубов. Потоа се нижа не ова година, значи полани имав 3 текста на Фолкфест Роса мои. Од кои едниот на Милица Кузмановска, песната со наслов Слободна. Другата беше на Кате Брезева и Соната. Таа е една многу убав глас, Ода за љубовта, таа е прекрасна песна исто. Екстра Бент и Вукица имат Живот без љубов. И што се случи, она што најмногу ми остана, вака, се изненадив себе. Се надминав себе. Видов дека, навистина, може човек да се надмине, доколку прво сака, а потоа е надахнат од Бога. Мислам дека Надице, во еден момент работиш во радио, во следниот момент си го гледаш своето име на фестивал со 3 номери. Три. Како ја доживеа таа трансформација, затоа што колку и да си творел, колку и да си создавал нешто, сепак тоа е еден пресврт. Така. Како се чувствуваше во тој момент? Ново и убаво. А секогаш е убаво кога се чувствува човек ново. Кога пишуваш? Затоа што ова што во моментов го правиш, веќе рековме, обсервиравме дека е напорно, исцрпувачки, дека ти треба сепак некакво време за регенерација. Имаш семејство, имаш своји други улоги, на кои што мораш да бидеш буден, да бидеш деловник, присутен. И каде овде се вклопува пишувањето? Пишувањето се вклопува во, да ти кажам колку е тоа невозможно, не знам дали ќе ми веруваш. Значи, може да ти се случи во моментов, еве сега ми дојде и да го запишам тоа. Ама можеш да го запишеш, затоа што не се памети. Ќе избега. Во моментот, ако не го запишеш, готово е, бега. Значи, момент се тоа, кога доаѓа инспирација и тоа се пишува. Значи, ако ти кажам и кога додека се тушираш, ти доаѓа инспирација, на пената ли ќе го запишеш? Значи, мора тоа да го запишеш некаде. Зашто бега, зашто е момент, а кога почна да си го слушаш внатрешниот глас и да ги запишуваш? Затоа што човек кој што мечта, кој што има толку многу идеи, кој што толку чита, мора и да создава, мора да го запише, но ти велиш дека не си го правела од секогаш. Кога се послуша дека треба да ги запишуваш стиховите? Од мала нешто. Така. Си следев, си пишува, ама за мене. Споменарки, кој не пишува? Кој девојче не пишувало нешто такво? Некои убави зборови, па печати тоа. Понатака тоа затишје, секојаш има затишје.
Потоа кога почнав повеќе да читам и кога почна зборовите во мене да стануваат дела, кога емоцијата кај луѓето е таа која што мене ми дава инспирација. Например, кога ќе видам кога се испраќаат пример мајка и ќерка во странство ќе оди. А таа не знае кога пак ќе ја види дека староста ја поминува. Дали ќе ја види повторно. Реакцијата на мајката мене ми дава инспирација да пишувам. Емоциите кај луѓето и кај мене лично, што јас ги доживувам, ми даваат идеи да пишувам. Спомнавме дека е многу тешко. Во Македонија има многу малку песни кои што се посветени на одредени настани. Тоа веќе го зборувавме пред емисијата, нашите гледачи не го слушнаа, па затоа сакам да се навратиме на тоа. Но предпоставувам дека една од причините е многу е тешко да се пишуваат наменски текстови. Многу е полесно да ја фатиш својата инспирација и да ја ставиш на хартија, отколку да размислуваш за одредени настани и да направиш текстови кои што ќе бидат соодветни на одреден настан. Но ти реши да се впуштиш во една таква авантура. И велиш дека не е невозможно, имаш успешен текст веќе на тема, нова година. Те инспирирали? Наоѓаш ли инспирации дури и за нешто, еве, како, да речеме, како нарачка, како наменски текст? Може. Можам. Прво, не се плашам. Не се плашиш? Дека нема да успе. Да. Не, тоа не постои. Не постои, значи тоа. Секогаш може човек да успе. Секош мислам дека ќе успеам. И мислам дека и таа слобода која што имам внатре во душа, дека таа ми дава исто простор да сама се буткам и творам. Понекогаш и немам потреба се буткам затоа што тоа сето доаѓа сам. Слушајќи многу музика претерано, значи сватив дека ние во Македонија немаме македонска народна песна за Нова година. Значи имаме забавни, ама немаме народно. Велам, како тоа? Само си го помислив тоа. Како тоа? Мислата како раги идеја, сакам да кажам сега. Значи, како тоа да толку има македонски, стварно имаме многу македонски имиња, што се многу врвни пред се славеи. Ние имаме многу убави грла. Како да нема таква песна? Наменска. Добро, тоа остана. И си тлее тоа жарче, си тлее во мене. И вака седејќи, пред да ручам. Првиот стих, вториот стих. Потоа се раѓа рефрен, го запишуваш. И гледаш дека од тоа се состои една прекрасна тематика, која што е намената за личности си посакуваат добро за Нова година, ама и колку малку е доволно си среќен. И да си посакаме со тоа Нова година. Зашто рефренот е капка среќа, зрно равост, доволно ми е, ако те имам јас тебе покрај мене. Што ми треба повеќе? Доволно е да знам дека постоиш, малку сме среќни, се буткаме и тоа. Нова година наменска песна, меѓутоа е посветена за сите кои што еден на друг може да ја посветат. Многу ми е гордост, тоа и ми е посебна чест што е прва во историјата. И дека тоа го прифатија од прва Милица Кузмановска и Наум Петровски, ни преубави грла, и тоа се отпеа и чест ми е, навистина. Ти импонира ли фактот дека еве некој од најголемите пеачи на народна музика на денешницата пеат твои текстови? Секако. Многу. Баш. Значи, имињата како имиња, тие веќе се изградени, се создадени. Меѓутоа, не бев јас толку изградена како текстописец за тие мене да ми верува. Така. Меѓутоа, тие се едни големи луѓе, големи боеми, разбираат, полни душа, и кога тие тоа го препознаваат, пак ќе кажам. Значи, секојаш квалитетот и убавината и зборовите кои што пренесуваат моќна порака. Сакам текстови кои што пренесуваат порака, тие убавите луѓе тоа го познаваат и го препознаваат. Да. Сметаш ли дека и твојата звезда има помалку
улога во сето тоа, така да се наместуваат коцките, дека и трошка среќа, некој звезден прав е Има. посејан врз тебе. Постои. Затоа што нели има полно можеби талентирани луѓе кои што прават фантастични нешта, но ете не се склопуваат коцките. Не се наоѓа патот понекогаш. Или можеби е мигот. Секој си го има тој некој момент кој што треба да биде уловен. Го фаќаш ли? Имаш ли такви, не знам, некои сензори кои што ти велат дека сега е моментот нешто да се направи? Да. Да. Без тоа, мислам дека и тоа што го работам во моментот нема да успее. Зашто сензорите ако не се уклучени, не можеш да го работиш тоа. Зашто ја чувствуваш секоја ситуацијата. Сензорите ти кажуваат сега тоа е тоа. Но мислам дека нешто, јас пак би кажала, Господ ти отвара пат. Значи кога ќе се сетам што имам работено пред тоа, банални работи некаде, таму работи, човек без идеја е мртов, пак би кажала. Доколку дозволи човек идејата да го води и да има малку среќа, нафака што збориме, среќа. Звездичка, не битно колкав ќе биде. Дали ќе биде 7, 14, 50 или 60. Знам познати глумци што се почнале врвна кариера над 50 години. И тоа успешна и трае. Значи, годините навистина немаат никогаш врска со тоа. Туку со твојата решителност Да. се оствариш во она во кое што сметаш дека треба да се обидеш, барем да се охрабриш, да го фатиш. Мислам мигот. дека тоа е звездата веќе. Тоа е прашањето сега, пред малку што ми го постави. Тоа е звездата. Само не знаеме кога ќе дојде моментот тоа да си тече. Да блесне таа Да блесне. звезда. Затоа што кога блеска, ајде ден, например, која е дента почнува, така? Звездичка и не се гледа баш вечерта, многу се гледа. Значи тоа е моментот кога човек треба да заблесне во нешто. Мислам дека знае секојаш со звездијето кога ти даде тебе, еве, ти ќе оводиш овој пат. Еве, ти ќе си сега млечен пат. Си имала ли момент, еве сега кога спомна ќе го одиш тој пат, отпор? Да си речеш, да чувствуваш дека е тоа патот и да насетуваш, но ете не се осмелуваш да го нагазеш. Сметаш дека можеби не е за тебе наменет, дека е некаква замка. Не. Не. Затоа што замка ќе биде ако нешто е нелегално. Не во смисла на нелегалност, туку во Не. смисла не за мене. Ми се присторува дека е ова за мене. Ако е нелегално, сакам друга ти кажам во мислата, тоа нема да е за мене. Ако е дозволен и е убав и вреди и чепка, нерв, душа, тоа е за мене. Да, многу ми се допаѓа твојот оптимизам. Благодарам. Надице, ти си уметник, сестра ти е уметник. Да. Наследно ли е? Заразно ли е? Од каде црпите? Од каде се корените на вашата уметничка душа? Не знам, мислам дека во нас самите. Јас тоа го мислам. Сме Некаде? зборувале, Родители, баби, дедовци, некои сме зборувале околу тоа, меѓутоа и двете мислиме дека тоа е од нас самите. Значи, таа е професионална глумица и тоа многу успешна тука Така. во Струмички театар. Јас работам како изведувач и пеам и текстописец и се. Меѓутоа, сметаме дека личностите, таа го сака тоа што го работи, јас го сакам тоа што го работам. А немало пример на кој што сте се огледувале, кој што нешто слично работел во семејството или во блиската околина? Не, тоа е чудното. Аха. Тоа е чудното. Да, и тоа е навистина прекрасно. Тоа е баш. Да. Дека таа ме разбира тоа што го работа. Јас исто така не. И многу е важно, нели? Важно е барем еден човек да има кој што го гази барем некако сличниот пат и со кого можеш да го споделуваш своето искуство, да се консултираш. Секојаш, затоа што би кажала таа е мојата умна глава, која што многу често знам да ја прашувам за некои работи, дали тука држат место,
можам да се консултирам со неја и верувам дека имам премногу искуство во сето тоа што го работи. Исто така, тие глумците се за аплаузи. И ние исто во таа работа имаме аплаузи, убави реакции, само што незината работа е на друго ниво, но нашата работа е на друго ниво. Меѓутоа, еве со изведувањето на рецитали, поезија, внесовме и во музиката на друго ниво, културно исто така. Така. Надица, имаме уште многу теми на кои што би можеле да зборуваме. Намерно не ја начнувам поезијата, затоа што следниот пат сакам да ми читаш, она што го отвориш овде во студиото, но затоа сега ќе слушнеме две од твоите последни музички номери, текстовите кои што ги имаш напишано и кои што веќе се изведени, па им посакуваме на нашите гледачи да уживаат во позитивната енергија која што и низ текстовите ќе се пренесе до нив. Ти благодарам за овој ведар разговор и нека звездата над тебе постојано свети. И на тебе, Свети, да се знаеш. Дека благодарам на тебе што ме повика. Ќе бидам повторно твоја, само се случат уште некои работи. Апсолутно. Да внесеме пак нови работи, се разбра свежина. Поздрав до сите гледачи кои што нагледаат. Уживајте во секој миг од животот и секогаш бидете насмеани и среќни. Ти благодарам многу. И јас исто. Staklo, ja te molam, daj mi sila staklenca da sklopam, krebat kako gruba svila, son zavrela topi postela. Zgrešim, barav